Светска анализа со Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро. Добро утро. И она што е најактуелно се оние разговори помеѓу претседателите на САД и на Русија, Џо Бајден, Владимир Путин, кои што оценија дека имале позитивни, конструктивни разговори без некаков поголем видлив прогрес. Како би бил тој прогрес видлив кога се опрашање две светски сили кои што треба да разговараат за една плејада на теми? Невообичаена средба, во секој случај на двајца лидери, на двајца председатели на двете најголеми, најглобалните суперсили. Тука е нели ни Кина, и Кина, но ние традиционално ќе кажеме Русија и Соединетите Американски држави во услови во најлоши односи на двете суперсили по студената војна, во услови на една лоша реторика која претходеше на оваа средба, каде што имаше и лични оценки од типот изјавата на Бајден дека Путин е убиец, дека Русија има агресивна политика, дека војската и армијата и воените средства ги користи за руска доминација. Од друга страна, Москва со обвинување до САД дека забораваат дека е ова нова ера и дека не се они светските полицајци кои може за се да одлучуваат во светот. Значи, во услови на тоа дека Бајден за прв пат како председател на Соединетите Американски држави се среќа со еден руски председател, но и она бреме што го води од својот претходник Трамп, ако се земе во предвид дека Трамп сакале да признаеме или не, буквално вдесе еден хаотична промена на однесувањето на американската и дипломатија и политика воопшто. Значи, историска средба од аспект на тоа дека се сретнаа конечно. Имаше протоколарен дел каде што разговара за многу горливи теми. Тие речи самиот во почетокот се чини дека ништо не се договори, а она што може би е добар договор е тоа да се вратат амбасадорите, протераните амбасадори. Што тоа ќе значи, бидејќи тие беа протерани во март минатата година? Јас мислам дека ништо нема да значи специјално ако се земе во предвид дека освен гесна добра волја и освен она желба, иако сме спротивставени да седнеме на преговарачка маса, ми се чини според моја лична оценка сега за сега тие не направија ништо, се договорија. За многумина вчера Путин доминираше. Меѓу нив оценка даде и поранешниот председател Доналд Трамп, кој рече дека Путин вчера доминирал во состанокот, го цитирам него, особено што не е разговарано за клучните прашања како што е Северен поток 2. Од друга страна, Бајден ја укори Москва за сајбер нападите од кои доаѓа од страна на Русија. Ќе потсетам оние сајбер напади врз нафтената компанија, каде што Путин му возврати во тие разговори дека Русија не стои за тоа и дека и Русија имаше хакерски напад врз здравствениот систем, па тоа никој не го збореше во светот. Помеѓу нив двајца, наводно од оно што можев да го забележаме, дека американците им дале на русите 5 локации кои што никако не смеат да ги чепнат со своите сајбер оружја, всушност дека не смеат ни да пробаат да помислат да стават било што во компјутерите на Америка, особено нели бидејќи такви се тие сајбер напади, бидејќи на тој начин би се загрозила безбедноста на САД и дека поинаку би се однесувале. Кои би можеле да бидат тие 5 локации? Јас не знам, тоа се многу шпекулации околу сајбер нападите, најмногу се разговараше. Но јас сакам да ги извадам и другите точки, например, онаа точка околу Украина, каде што било префрлено од страна на Вашингтон сега во контекст и на сајбер нападите е тоа. И било префрлено на Русија дека трупала војска, од друга страна Путин возвратил дека Украина не го почитувала меѓународниот договор со Минск и одлучила да испрати војска во проруските области во Украина и да трупа сили, а од друга страна Русија само правила војни маневри на своја територија и нема зошто на некој да му полага рачуни. И го потсетил Бајден дека Русија никогаш не се меша кога Соединетите Американски држави и НАТО прават војни маневри. Сега фактографски да кажам, околу Навални Бајден го предупредил Путин дека кршењето на човековите права се нешто најважно за Соединетите Американски држави и дека Русија ќе сноси огромни последици доколку тој почине во затвор, на што Путин му возвратил дека Навални знаел каде се враќа, намерно дошол испровоцирал да биде во затвор за да предизвика внимание, но дека своето кривично дело кое го направил мора да го отслужи. Исто така паднал разговори околу Арктикот, каде што Русија е обвината дека
гради војни бази за доминација, за откаде што би можел геостратешки да напаѓа, па и сајбер нападите да ги направи, иако тоа е малку чудно локацијски, но таму е многу потешко да се пристапи, на што Путин му го повикал Бајден, ајде заедно да правиме горе војни бази и да се обнови инфраструктурата на северниот пол. Зошто го велам ова? Оваа средба ми се чини беше повеќе протоколарна. Ако се земе во предвид дека беше невообичаена, тие разговараа 2 часа, 3 часа, првин сами, потоа со своите министри за надворешни работи. Она што беше невообичаено после сето тоа е дека и двајцата дадоа изјава одделно, диаметрално спротивни, но и она протоколарна љубезност што има во дипломатијата, не се поканија еден со друг на взаемна посета. Путин го имаше тој во одговорите на таа пресконференција. До јас пак сакам да се кога би седнале заедно на пресконференција, мислам дека значи има одрале со прашања. Големи разлики, ми се чини дека тие вчера, како што и сами најавувавме, се договорија да се видат, но не договорија ништо прецизно. Ќе го повторам, Трамп само рече дека Русија доминирала, од друга страна CNN, која е на некој начин режимска телевизија, возврати дека вчера се вратиле возрастните и одговорните луѓе на конечно се возрастните и одговорни луѓе, конечно се вратија на преговарачка маса, алудирајќи на хаосот што го носеше Трамп во својата политика. Ќе видиме што ќе значи во наредниот период, како реален чекор враќањето на амбасадорите меѓу двете земји. Беше споменувана тука и Кина, која се најде веројатно малку на страна од целата оваа приказна и само рече дека има право да се развива, да биде суперсила и дека ќе возврати на сите можни напади. Сакам за крај на ова да кажам дека она што беше позитивно е дека тие покрај амбасадорите се договорија и да почнат да работат заедно на оној старт нуклеарниот договор меѓу двете суперсили, кој ќе потсетам Трамп одбиваше да ги потпише, бидејќи сметаше дека не треба само Русија и САД да потпишуваат, туку тоа треба да го направи Кина. Бајден и неговата администрација сметаат дека треба со Русија да го потпишат тој договор, па ќе видат со Кина што ќе биде понатаму. Сума сумарум, добро е што се сретна, добро е што добро е што се сретна поради тој конфликт кој го има изминатиот период, но ми се чини дека ништо не се договорија. Ќе потсетам особено кон Северен поток 2 кој не беше ни спомнат во овие разговори. Кога би се договориле, тоа би било уште поголема процедура на спроведување на таквите одлуки. Тие договори сигурно не излегуваат нели за ден-два надвор во. Па добро, Бајден има една убава изјава каде што рече ние немаме вика. Во изјавите имаат секако пораки кои што едниот и другиот ги даваат. Можеби една од оние позвучните пораки е кога Путин вели со Бајден зборуваме на исти јазик. Не знам дали истото го кажа за Трамп, меѓутоа зборуваме на исти јазик, зборува многу во однос на. Тука е таа она изјава, можеби малци флоскула, каде што изјавата е нашите ставови многу се разликуваат на многу нешта и се диаметрално спротивни, но имаме желба да се разбереме, што е една дипломатска, би рекол, нафилувана изјава, но ми се чини, ако јас можам слободно да кажам дека после ова тие натаму ќе продолжат со истата политика на следење на своите геостратешки интереси. Ден кратко во минута 2, што е она што се случува во појасот Газа? Повторно има кршење на премирието помеѓу Израел и Хамас, внесени се некакви катарски пари кои што влегувале во Хамас, кои што Израел е против, протести на еврејски ултрадесничари, фрлени балон, бомби. Што се случува? Ултрадесничарите и откаде што потекнува и Нафтали Бенат, новиот премиер кој има онаква коалициона влада левичарска, десничарска и луѓе кои се од арапските партии. Значи Израел не ја смени својата политика ако си отиде радикалниот Нетањаху, особено што по-краткото примирие од речиси месец дена повторно беше прекршено. Една од причините е за вчерашниот марш на ултрадесничарските еврејски здруженија или лица
кои се ултрадесничари евреи, кои маршираа прославувајќи во стариот источен Ерусалим, каде живеа палестинци, па сега се протерани, маршираа провоцирајќи и прославувајќи годишнина од ослободување на источен Ерусалим од арапите, што предизвика тензии меѓу арапите и израелците. Повторно, од друга страна, како шлаг на целата работа, израелската воена авиација бомбардираше камп за обука у појасот Газа на Хамас, каде што не се зборува за жртви и материјална штета, но се знае дека има. И конечно вчера обидена палестинка со автомобил бомба да влета во пункт на израелската војска и да се само разнесе, што само кажа дека Израел, она што го зборувавме за крај на денешната анализа, Израел е замрзнат конфликт и додека не биде решен, ќе биде секогаш опасност за нова ескалација на судири. Што ќе се случува утре и во наредните 2 дена за време на викендот и простор во понеделник во светската анализа повторно? Има многу нешта, бидејќи се случуваат секој дневно од час во час.